Политиката, регионалните прашања и ефектите од руската агресија врз Украина доминираа на годинешниот Скопски економски форум на кој се собра политичкиот и економскиот врв од речиси цел Западен Балкан. Прашањето кое доби најголемо внимание, особено по завчерашната рунда преговори во Брисел и објавувањето на европскиот предлог документ, беше она за нормализацијата на односите меѓу Белград и Приштина. Ние го прифаќаме понуденото, изјави во Скопје косовскиот премиер Курти. Нормализација на односите може да се направи преку взаемно признавање како главен дел од процесот. Ова беше кажано од председателот Бајден, секретарот Блинкен, канцеларот Шулц, дека взаимното признавање е суштината и централната точка на целосната нормализација на односите. Се обидуваме и работиме напорно да го имаме како основ предлогот на Европската Унија, кој ни беше представен и на мене и на председателот на Србија. Ние го прифативме текстот на тој предлог, му дадовме поддршка во двата главни града, како и во Брисел. Подгорица дава целосна поддршка на процесот. Ова е клучното прашање за регионот, порача премиерот на Црна Гора. Оно како ја видим будуćност Западnog Балкана е оптимистична. Иднината на Западен Балкан, како што јас ја гледам, е оптимистичка, но за тоа се потребни лидери кои се подготвени да носат тешки одлуки. Ги охрабрувам пред се премиерот на Косово Курти и председателот на Србија Вучич да најдат заедничко решение за нивниот проблем. Тоа е најважната работа за сите нас во регионот. Домаќинот на Собирот Северна Македонија, повикувајќи се на сопственото искуство, апелира на решавање на сите проблеми по дипломатски пат како единствен начин за регионот да се интегрира во Европската Унија. Ние сме земја која отворените прашања на билатерално, регионално или меѓународно ниво ги решаваме по дипломатски пат, а не насилно. Затоа за нас е несфатлива и неприфатлива воената агресија во Русија, од Русија врз Украина, акт со кој се кршат сите меѓународни норми и правила пренесени во меѓународните договори. Северна Македонија цврсто чекори кон Европската Унија. Пораката од Брисел е дека Западен Балкан може да смета на поддршка од Унијата во секоја сфера. Можете да сметате на нашата посветеност и поддршка за Западен Балкан. Работиме напорно да му помогнеме на регионот со нови можности за бизнисите и граѓаните и да го исполниме ветувањето за Западен Балкан да влезе во Европската Унија. Наредната средба меѓу Вучич и Курти е најавена за нешто повеќе од 2 седмици и тоа во Скопје. Објаснувањето на косовскиот премиер за овој потек е дека тоа се должи на напредокот на Македонија во демократијата, правото и европската интеграција, но има и, како што рече Курти, символика зашто токму во земјава во 1999 година се потпиша договорот со кој се стави крај на воениот судир и се овозможи влез на НАТО силите на Косово. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.